Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, во делот на овој закон кој што ги имаме пред нас, а кој што е со европско знаменце, јас би сакал неколку работи да кажам и неколку работи да спомнам. А тоа е следново. Ако ова навистина се прави во име и во функција на нашите меѓународни и европски интеграции, тогаш зошто еве сега и 2020 година е дојдена, а Македонија се уште нема отпочнато преговори со Европската Унија? Дали некој ќе поднесе одговорност од владата? Дали ќе поднесе одговорност премиерот Заев, кој што барем во 10 прилики велеше: носам убави вести, почнуваме денес со преговори. Има ли некој во Македонија кој што не се сеќава на она селфи во владиниот авион пред 2 години, каде што на иста фотографија се Заев, Никола Димитров, Бујар Османи, дали пропуштив уште некој можеби од вице-премиерите, Кочо Ањушев, кој што сега отиде за ветрина и безбедност? И каде што тие ни порачуваат: радувај се Македонија денес почнува преговори со Европската Унија. 2 години поминаа од тогаш. Уште немаме почнато преговори. 2 години поминаа од тоа селфи на Зоран Заев, кој што има потреба да лаже за се живо и да се држи за срце, од Никола Димитров, од Бујар Османи и од Кочо Ањушев. Каде е почетокот на преговорите со Европската Унија? Оваа влада на секоја седница ни нуди и ни предлага закони со европско знаменце, со европски интеграции, со европски контекст. А каде сме сега во моментов, почитувани? Македонија во моментов, денес, во овој заевизам, официјално, според листата на Transparency International, е најкорумпираната држава во Европа. Уште еднаш, на вчерашната листа на Transparency International, владата на Зоран Заев и владата на Оливер Спасовски, официјално на листа, парафирано, е најкорумпираната држава во Европа. Макрон ли е виновен за тоа, почитувани владини апологети и владини представници? Ке ви прочитам неколку ранкинзи, односно неколку позиционирање на Македонија на истата листа. Вие цело време не го вадите од уста режимот. ВМРО ДПМН кога беше на власт, почитувани присутни, 2013 Македонија беше на 67 место. Сега сме на 106. 40 места подолу. 2014 бевме на 64 место. 2015 на 66 место. На 66 место. Денес имаме пад од 40 места и денес во заевизмот сме на 106 место и убедливо најлоши во Европа. Нема полоша држава од нас во Европа. Тоа ви е резултатот, колеги од СДСМ. Зара мислите никој не ги гледа ујдурмите што се прават? Зара мислите никој не ги гледа аферите кои што ги имаме на дневна основа? Зарем никој не ги гледа автоголовите на кои што сведочиме? Уште еднаш, Македонија 2013 на листата на корумпирани држави, 67, 64, 66, а денес 106. 40 места подоле. Дупло полоши од претходната влада на ВМРО ДПМН. Резултат, или како што велат во спортот, погледајте семафор. 65 место, 106 место. Што не е јасно? Јасно е, оплячкана е
главниот, најпознат светски магазин. И тоа не само магазин, туку има и во рамките на Економист, лондонски Економист, кој што излегува, мислам, од 1814 или 1830 година, значи некаде на почетокот на 19 век, со скоро речиси 200 години традиција, има посебен истражувачки одел. Тој се нарекува Economist Intelligence Unit. Значи, тој нивен оддел го прави ранкингот. Значи, тоа се луѓе кои што ги следат во детали процесите, ги следат земјите, ранкираат, има еден куп десетици индикатори. Знаете каде е Македонија на Зоран Заев и Оливер Спасовски? Цитирам, хибриден режим. Знаете што е карактеристиката на хибриден режим? Ете ви во Струмица. Тоа значи дека има симулирана демократија, тоа значи дека земјата не е слободна, тоа значи дека се гази опозицијата и така натаму и така натаму. И не само што немаме напредок, имаме и лизгање надоле. Економист ви вика, вие, следбениците на Зоран Заев, оваа влада тука која што имаме е хибриден режим. Објавено вчера. Што не е јасно, почитувани присутни? И ние ќе зборуваме за европски интеграции, па после тоа Макрон ни е виновен. Пред 4-5 години, ние кога добивавме вето, почитувани присутни, добивавме вето затоа што бевме македонци и Македонија. Ние добивавме вето само од Грција и од никој друг. Добивавме вето од Грција и никој друг. Сега знаете од кога добиваме вето? Сега добиваме вето од Франција, земја со 65 милиони жители, постојана членка на Совет за безбедност. Огромна земја, светска сила. Добиваме поддршка за тоа вето француско од Холандија, премолчане меѓу редови, прочитајте и Financial Times, прочитајте Guardian, прочитајте Frankfurter Allgemeine, било кој вестник. Добиваме премолчена поддршка на тоа француско вето од Белгија, земја во која што е седиштето на Европската унија, каде што е Брисел, каде што во Европска комисија има илјадници белгијанци вработено, а кои што немаат скенирано од глава до пети како држава. И имаме вето од Данска, земја со социјалдемократска влада, во која што вие од СДСМ сте во партијата на европските социјалисти. Значи, имавме вето само од Грција, затоа што името на оваа држава беше Македонија, имавме вето од една земја со 10 милиони жители, сега имаме вето од земји кои што заедно имаат 100 и кусур милиони жители. Франција, Холандија, Белгија и Данска. А меѓу редови уште едно 5-6 земји го поддржуваат тоа и велат, чекајте, немојте сега, ама не ќе дидат појавно и поотворено. Зошто? Затоа што, внимавајте, па не може премиерот на Велика Британија да има 100 пати помал имот од Зоран Заев. Не може председателот на Франција да има 100 пати помал имот од фамилија Заеви. Не може премиерката Меркел, која што е 20 години во врвна политика, да има 100 пати помал имот од фамилија Заеви. Не може. И не поминува тоа. И вие можете да се сликате, и може Заев да се држи за срце, и може да правите, не знам, овакви или онакви лупинзи, ама резултатот е тој. Најкорумпирана држава во Европа, на дното, нема полоши. Нема полош од Македонија држава. Од 65-то место, кај што сме биле пред 4 години, сега сме на 106-то место. Дупло полоши. Дупло полоши од владата на ВМРО ДПМН. Тоа ви го вели Transparency International. А вие тука ставајте закони со европско знаменце. Мислите, Европа не гледа кога на закон за марихуана ставате европско знаменце? Па го повлекувате? Мислите, не им е јасна работава дека нема мафијаш на Балканов кој што не е заинтересиран за вашиот закон за дрога? Па од Македонија направите Колумбија на Балканот? Па тек ке паѓаме на овие меѓународни рангирања. Тек ке паѓаме. Во слободен пат сме. Има ли ранкинг во кој што ние не сме најлоши? Со овој заевизам кој што ги имаме. Има ли листа на која што ги немаме најлошите резултати?
Нема, почитувани присутни. Нема. Во било која област. А вие продолжете да се ставате европски знаменца, продолжете со демагогија, а држава станува буквално пустош. По бројки. Биолошки, витално станува пустош. Земја без народ. СДСМ. Благодарам, Бетијан Китев.